Дали сте слушнале за проектот Скопје 2028 година? Па мислам дека се работи за Скопје град на културата, тоа што го добивме признанието и мислам дека тој проект го спроведува град Скопје. Не баш само што јас не сум инволвирана во овие иницијативи. Не. Значи тој треба да биде најголем културен проект во државата, нели откако Скопје доби титулата на Европска престолнина на културата. Сега тој проект викаат дека ќе биде финансиран од парите на граѓаните. Што мислите вие за тоа? Па, искрено не верувам многу. Не сум слушнал за тоа. Небулоза. Имаме ние пообитни работи. Имаме луѓе што немаат работа, што немаат каде да живеат. Култура ќе пука на ниво. Да, информирани сте? Па да, информиран сум. Кој е вашето мислење? Па мислам дека ќе се организираат, има доволно време. Имаме ние културен народ све, трпиме све. Дали верувате на институциите кога велат дека јавните пари ќе се трошат транспарентно? Па им верувам. Во потполност верувам, затоа што навистина таа престижна, ајде да кажам, награда која што ја добивме како Скопје град на културата 2028, навистина тој проект заслужува, Скопје заслужува да го има тој проект и се разбира дека институциите во потполност ќе ги остварат своите цели, ќе ги искористат народните пари во тој проект, како што доликува и навистина Скопје и Република Македонија ќе бидат представени во многу добро светло преку тој проект. Се разбира дека ќе не запознае светот преку тој проект. Дали мислите дека тие набавки треба да бидат јавно достапни? Да, треба. Па би требало сега да потрошат за култура, криминал ако стават у култура. Секако, мислам дека и според сега јас не сум доволно упатен, тоа сепак собранието нели треба да го донесе тој закон за во однос на тој проект. Се разбира дека народот во секој момент и во секој елемент од трошењето на народните пари треба да биде запознаен и треба да знае каде ги троши власта народните пари, а мислам дека и со законот тоа е јавно и концизно определено за што и како ќе бидат потрошени народните пари. И што би им препорачале на институциите? Паметно да ги користат парите. Па, малку да се погрижат за граѓаните. Да не биде заткулисно. Така. Народот си го заслужува кај одат неговите пари, да знае. Да бидат потранспарентни за се што прават, да има портал негде, да се знае јавно.